И покрај моите укажувања и од страната на СДСМ Берово и прашањата, односно заклучоците на Советот на општина Берово, градоначалникот Наџински и понатаму продолжува да ја дискриминира и клевети мене и мојата личност преку општинскиот веб портал, односно општинската веб страна. Јавно го повикува да во разумен рок се извини јавно, воспротивно ќе мора клеветите и навредите кои ги има ставено на општинската веб страна да ги докаже во надлежните судови во Република Македонија. Јавно го прашувам кога ќе им каже на граѓаните дека реконструкцијата на улиците во таа негова градежна експанзија е со кредит од 24 милиона денара, грејс период од 3 години и 15 години рок на отплата, кога градоначалникот веќе нема да биде градоначалник, а ќе бидат задолжени наредните 4 градоначалника. Кога ќе им каже на граѓаните дека со градежната експанзија во 2013 година ја остави општината должна со 17 милиони денари за неисплатени обврски на доверители во кои, а најголем дел во градежниот дел на во 2013. И на крај кога ќе им каже на граѓаните зошто ја даде коцката од улица Маршал Тито на реверс на Жикол од Струмица и потоа таа е вградена по негово кажување во аеродром, општина аеродром Скопје, и зошто не ја остави во Берово, кога имаме толку многу улици за поправка, да ги санираме со коцката која беше извадена од улица Маршал Тито.